Вкусна храна се подготвува на секаде низ светот. Секој регион, секоја земја имаат свои карактеристики, своји одбележја. Храната представува спој на различни вкусови и гастрономски уживања. Денес во приказна ќе зборуваме за македонската традиционална кујна. Секој народ има своја историја во поглед на приготвувањето на храната. Знаењето, вештините на приготвувањето на храната се приготвуваат и се пренесуваат од генерација на генерација. Често се модификуваат. Што се правело во таа насока во одредени земји, како се менувале традициите на кујните, ви откриваме во денешново истражување во ова издание на Приказна. Турската кујна е наследство на отоманската. Оваа кујна може да се опише како соединување на средноазиски, кавказски, блискоисточни и медитерански вкусови. За возврат и таа влијаела врз другите соседни кујни, вклучувајќи ги и балканските. Богатото наследство што во себе го носи турската кујна го карактеризира нејзиниот единствен вкус. Врз нашата кујна, веројатно поради близината, силно влијание има и грчката кујна. Грчката кујна е кулинарска традиција која ги абсорбира традициите на Италија, Франција, Блискиот Исток, како и кулинарските преференции на жителите од околните покраински градови. Дури се смета дека Архестратос го напишал првиот готвач околу 300-та година пред нашата ера. Мора да се напомена дека тоа многу зависи од нивниот животен стил, а за среќа кај нас се уште имаат одредени афинитети кон традиционалната храна, особено кон оние специфични вкусови кои што се веќе во изумирање. Иако денеска индустриализираната храна влегува на голема брата, во меѓувреме се создадоа многу трендови, бранови на начин на исхрана и среќа меѓу нив е и оној бран на потрага по традиционална храна, потрага по искуства на уникатни вкусови. Грчката храна се одликува со високи нутритивни вредности, односно позитивно влијае врз здравието, убавината и долговечноста. И денес грците ги почитуваат традиционалните обичаи поврзани со исхраната, па слободно може да се каже дека таа за нив представува своевидна филозофија. Преку гастрономијата се одразува и дружелюбивоста, екстровертноста и комуникативноста на грците. Ке ја споменеме и албанската кујна, која секако има свое влијание врз нашата кујна, но и обратно. Албанската гастрономија е позната по високонутритивната вредност и по извонредниот вкус. Албанците уживаат во различни предјадења, супи, чорби, пити, јадења со кисела зелка, ориз и така натаму. Кујната е медитеранска, но има и ориентални влијанија како дел од балканската кујна. Едно од најпознатите албански специјалитети е елбасан, тава, јагнешко во јогурт, кој го добил името по истоимениот град. Главниот оброк, ручекот, се состои од главно јадење, готвено јагнешко или јунешко месо и салата од свеж зеленчук, маслинки, фета или овчарско сирење. Салатите се зачинуваат со маслиново масло, оцет и сол. Кај десертите се чувствува турско-ориенталното влијание. Морските специјалитети се чести во приморските области во Јонското и на Јадранското море, а риба се служи и покрај езерата. Меѓу омилените безалкохолни пијалаци е бозата, северна Албанија, или рехани, сок од грозје во централна Албанија. Од алкохолните тоа се гроздовата ракија и ракимани, ракија од црница, како и познатиот коњак Скендербек. Албанија со векови има и богата винска култура. Од топлите напивки се пие турско кафе и планински чај, а со некои јадења се пие и матеница. За крај, листата на кујни кои имале свое влијание на нашата, ќе ја заокружиме со српската кујна. Во српската кујна преовладува месото, печивата, зеленчукот и млечните производи. Месото, особено скарата и различните видови печења, зачинети со црвена пиперка, босиле, крен, мерудија и свеж зеленчук, се користи во големи количества. Нема мени без караѓорѓева шницла, сарма, гулаш, ѓувеч, мусака, мучкалица, чварки, кајмак, пршута, кисело млеко. Вообичаено, оброкот се состои најмалку од едно јадење со месо, кое има централно место меѓу рецептите. Во српската кујна посебно место имаат месените работи, меѓу кои најпознати се бурекот и гибаницата. Пиењето кафе е убав ритуал кој се збогатува со баклава, ванилици или локом. Во Србија сливата се препознава како национално овошје, од која се прави познатата ракија сливовица, еден од символите на земјата. Но во последно време се почесто приматот и го зема ракијата од дуња.
Традиционалната храна е можна значајна од повеќе аспекти, бидејќи таа може да биде искористена и валоризирана како двигател на локалната економија, на развој на локалната заедница и руралниот развој, како медиум за социјална интеграција и култура, односно дел од самоидентификацијата на луѓето во една заедница. Денес храната представува и еколошко прашање, бидејќи голем дел од еколошките теми кои се тангираат се поврзани со земјоделството и храната. Сметам дека македонската традиционална кујна е инспиративна за готвење, бидејќи изобилува со многу зеленчуци и овошја кои што се погодни за одгледување на овие простори кај нас. Разновидна е на вкусови, секој крај си има свое обележје за истите традиционални рецепти, да речеме, нели, во Куманово си се подготвува една пита, во Велес истата таа пита се подготвува на различен начин, па секој рецепт си е автентичен на свој начин и инспиративен на свој начин. Сметам дека сите јадења, сите рецепти си предизвикаа свој интерес, бидејќи се на еден начин малку модернизирани, бидејќи сите ние нели си брзаме со ова темпо на живот, па се прилагодени кон токму тоа темпо на живот. Каде што можев ги кратев постапките за подготовка, каде што не можеше нели да не се избега па ептено традиционалното, меѓутоа и ги осовременував со некои додатни состојки кои што ги разубавува јадењата на свој начин и ги правеа многу полесни за подготовка. Сите оние кои што ме следат веќе знаат дека ги подготвувам оние традиционални месени работи. Тука се традиционалните пити, погачите и оние сладки десерти, парените работи кои што еве беа актуелни за великденските празници. Може македонската традиционална кујна да биде Македонија да биде гастрономска сила на Балканот со нашата традиционална кујна, меѓутоа сметам дека и фали поголема промоција од ова сега. Сите ние знаеме како странците ја прифаќаат нашата кујна и колку лесно е адаптибилна нашите традиционални рецепти да се подготвуваат насекаде во светот, бидејќи се базира врз основа на состојки кои што секаде можат да се одгледуваат. Еве, например, нашата традиционална тавче гравче може да се подготви насекаде во светот. Бидејќи лесно се адаптибилни состојките, немаме некои екстра фенси состојки, да речеме како што има азиската, африканската кујна, кои што се потешко достапни и се на одредени места во светот достапни само. Во многу краишта во нашава земја има различни видови на тестенини, односно различни видови на пити кои се многу вкусни. Во Охрид може да пробате ѓомлезе, во други краеви се нарекува тури потпечи. Во Дебар можете да пробате комат. Сите овие пити представуваат вистинско гурманско уживање. Токму и затоа денес ги имаме во ова издание на Приказна. Од каде потекнува ајварот? Ова прашање често нуди исто одговор во повеќе земји. Македонците, бугарите, србите, дури и словенците тврдат дека ајварот е нивна храна. Според гастрономските стручњаци, ајварот се појавил за време на Отоманската империја. Податоците кои се забележани укажуваат дека првпат е употребен во Белград во 19 век во еден ресторан чии сопственици биле македонци. Зборот ајвар најверојатно доаѓа од турскиот збор хајвар, што значи кавијар. Со овој назив, всушност, целта е да се нагласи дека станува збор за ексклузивен производ, со оглед на сложениот процес на подготовка и скапите намирници, бидејќи во времето кога почнал да се подготвува, се правел со сончогледово масло. Во однос на брендот ајвар, сите држави од овој регион реагираа кога една словенечка компанија во 90-тите години од минатиот век се обиде да го заштити ајварот како свој производ. Србија има дури 43 заштитени производи по географското потекло, а еден од најстарите и најпознатите е лесковачкиот ајвар. Македонија, исто така како бренд, го има македонскиот ајвар, како дел од својата традиција. Голем број странски туристи се воодушевени од македонскиот специјалитет. Факт е дека најдобриот ајвар се произведува во домаќинствата, затоа што само преку внимателна рачна работа може да се постигне целосно отстранување на лушпата и семето од пиперката, што го гарантира чистиот вкус на ајварот. Ајварот е редовен и постојан дел од зимницата, зашто најлесно се конзервира и најдолго може да обстои во зимскиот период од годината. Приказната со храна почна од самите почетоци, а конкретната
сериозната работа беше откако бев во утрински весник, 7 години пишував рецензии за храна, одев инкогнито по ресторани, оценувајќи го вкусот, гостопримството, келнерите. Тоа беше нешто што ме раздвижи и сватив дека живееме во време кога храна станува тренд. Се повеќе се грижиме за храна, се повеќе стануваме естети, социјалните мрежи многу допринесоа, нели се фотографира храна, сето тоа изгледа многу убаво наличено, сето тоа е токму како за фотографирање. И јас така миц по миц или ти чекор по чекор почнав да навлегувам малку посериозно од една друга страна. Во меѓувреме станав членка на Slow Food, сваќајќи дека членувајќи во таа непрофитна организација, на почеток тоа беше движење, дека се најдов самата себе си, бидејќи Slow Food значи не само Slow Food храна, која што настана као резултат спротивставување на она што значи брза храна, на фаст фуд, туку дека јас сум Slow Food по раѓање. Значи, сакам да готвам, сакам тоа да биде споро, сакам да ги собирам луѓето на маса, таа софра да создава најубави приказни. Македонската кујна е многу интересна, шарена и тука се во нашата традиција се вкрстуваат сите балкански земји, ама и благо кокетирање со Запад. Значи, како преку храната се среќаваат Балканот, како Западот се влюбува во тоа и како секој кој што доаѓа од Македонија секогаш заминува со нешто поврзано за храна. Еве да речеме кисела зелка. Значи кисела зелка е приказна поврзана со целите ексју простори. Мислам дека во декември и во јануари цела Македонија мириса на сарми. Па еве го имаме и Прилеп како град кој што влезе во Гинис токму поради тие постни сарми. Мислам дека тие направи 80.000 сарми, така се пласира, мислам дека беше 2008 година, во Гинисова книга на рекорди. Најмногу влијание имаме од отоманската кујна и тука се сите тие работи кои што те терат на хедонизам. Значи, почнувајќи од благите работи, до солените, полнети пиперки, мусаки, све што е полнето. Меѓутоа, ние си внесовме наш белег во сето тоа. Имаме рецепти кои што мислам дека во денешно време секоја девојка наместо чеиз треба да си земе готвач од бабај. Тоа каков гастрономска сцена во Македонија доживува буквално ренесанса, еве последните неколку години. 2019 се случуваше четврто издание на Гастромак. Тоа беше приказна каде што се здружија 150 земји со уште толку надпреварувачи кои што ги презентираа кујните на своите татковини, а ние бевме домаќини. Со тоа Македонија дефинитивно се најде на гастрономската мапа на светот. Освен тоа, она што сега е многу и важно и убаво е приказната врзана со Slow Food. Повторно ќе го спомнам, бидејќи она што е најактуелно сега е токму тоа, да се зачува традицијата, сето тоа да се упакува на современ начин, да ги најдеме старите рецепти, да им ја тргнеме пајажината, да ги светнеме и да ни биде тоа адут за секаде каде што би оделе, бидејќи тоа е нешто наше, нашиот бренд. Ако почнеме да истражуваме низ Македонија, во секој град сигурна сум дека има некое јадење кое што паѓа во забора. Еве сега ми падна на ум, да речеме во Кочан има едно многу интересно јадење, се вика лапа. Тоа е комбинација на ориз и афион. Значи, јас претходно никогаш не сум чула, а испадна нешто пресовршено. Кога идеме во Охрид, сите јадеме ѓомлезе. Во Битола јадеме чкембеш чорба, така. Буковец е од Кратово, во Радовишки сомун.
орасниците потекнуваат токму од овој регион. Треба да сакаме да го искористиме времето, да речеме викендите, одморите. Верувам дека секој ќе се врати со природен лифтинг, бидејќи природата токму така и влијае за да се осетите многу помладо, со многу повеќе енергија, елан и да откриете какви све убавини, ете такви скришни. Некој бабиче ќе ви направи макало со суви пиперки, ама ќе додаде нешто од тие нејзини тревки што се сушат и ќе имате прекрасна приказна која што ќе ве натера повторно да отидете. Доколку сите тргнеме од приказната дека го сакаме она што е наше, а го сакаме, да си се подсетиме колку Македонија, односно колку нашата храна е адут и бренд за се одоколу, колку е тоа и амбасадор на наша земја, се разбира дека имаме зелено светло секаде, само треба да бидеме малку поотворени за нови вкусови. Тоа е се втиснато во генетиката, сето тоа ние го препознаваме. Еве на времето јас кога го пробав тоа свири пиле, нели интересно како име се работи за суви пиперки, толчени со лук, со оцет, ама свири пиле колку е духовит нашиот народ, бидејќи е тоа прелуто и на вистина свири пиле. И толку има убави асоциации на се она што може да не направи да бидеме своји на своето. Секоја земја во поглед на негувањето на својата култура ја вклучува и својата кујна. Која е традиционалната македонска кујна? Кои јадења се дел од неа? Доколку утврдиме дека овдека, уште во времето на праисторијата, живееле народи и цивилизации некакви, тогаш сигурно знаеме дека една од основните работи е биолошката страна, односно исхраната. И во правец на тоа значи дека имало и некаков начин на хранење, односно приготвување на храната. Дали тоа значи после и осовременување на кујната на нашите простори? Секако да. Ќе кажеме дека првите култури земјоделски и овошни барем на поширок простор настануваат на делот на Балканот. Тука доаѓа до појава на првите сточни раси, значи кои што биле одгледувани за собствено производство, подосна ги користеле и за размена. И тука сега се надоврзуваат многу елементи низ историјата што создаваат еден културен аспект на кулинарството, односно на кујната како културен елемент, не како физичка позиција, која што значи дека нас мора да не одбележат голем број на не само јадења, туку и културно наследство кое што ние мораме да го задржиме. Низ овие простори поминале многу војски, еве да речеме тој наједноставниот елемент, многу војски поминале кои што оставиле своја трага. Нашите војсководци, водејќи низ светот, носеле такви обележја кои што овдека со времето стануваат автентични. Голем број јадења во тек на историјата се задржуваат тука или на поширокиот простор на Балканот, па секој од народите си земал како да е свој или негово. Кога ќе земеме, да речеме во времето од некој 300-350 до 400 години пред новата ера, овдека настануваат и некои јадења кои што се многу карактеристични за нашиот простор. Тоа ќе кажеме дека тоа не е некој бог знае каков податок, меѓутоа едно од јадењата кое што е на пример златна роза и многу наликува на мајонезот кој што настанува во времето на мајор Ришелје во Франција. Зборува за тоа дека ние сме имале масло. Значи сме имале каква било технологија за производство на масло. Со текот на времето многу народи, многу кујни извршиле влијание врз осовременувањето на многу балкански кујни и многу кујни во светот. Кај нас се смета дека турската кујна, но и кујните на нашите соседи исто така имале силно влијание.
кој сметате дека најчесто имал најголем ефект во осовременувањето на македонската кујна? Прашање е дали е тоа осовременување сега најнапред, затоа што да речеме добар дел од јадењата кои што се припишуваат на исклучително на турската кујна не се турски јадења. Доаѓаат од средниот далечниот исток, значи земјите како Афганистан, Пакистан се исклучителни извори на јадења. Далечниот исток веќе да не го спомнуваме, таму веќе имаме изобилие на храна која што подоцна се ширела на овој простор. Па да речеме во времето на Александар Македонски овдека е дојден пилавот. После неговата венчавка кај на неговиот прием во време на венчавањето, тој бил послужен со пилав и тој пилав заради тоа што му се допаднал многу го донел во Македонија. Од друга страна, подоцна со доаѓањето на словените, овдека дошло до спуштање на многу јадења од подунавските земји. За соdoаѓањето на османлиите да имаме еден период на теоретско црнило, значи немаме во теоријата речиси ништо запишано како податок за некаков си новитет. Да речеме, во времето на словените се претпоставува дека доаѓа производството на кисело млеко, што е малце нелогично, зашто ние ако сме имале сточарство уште во стариот век, односно пред новата ера, нели? Како не сме правеле кисело млеко, кога неговата подготовка е толку едноставна, значи тие го чувале млекото во овчите или козите кожи кои што ги подврзувале и внатре се создавала бактерија која што го ферментирала млекото. Кога виделе дека тоа ферментирано млеко има убав вкус и дека може да трае подолго од свежото млеко, почнале и нормално ностоп да го применуваат на таков начин. Македонија има и тестанини, и сирења, и кашкавали, но често пати тие не се дел од менијата кои што може да се вкусат и кај населението од Македонија, но и кај посетителите кои доаѓаат од надвор. Зошто е тоа така? Имаме ние многу пити, јувки, кори, зависно во кој дел како се викаат, но ги нема на менијата. Значи, пренесувањето на странската култура во нашата земја оди во две насоки. Едната насока е движењето на нивната гастрономска култура во правец кон нас и второто е одењето на нашите луѓе во странските земји и перцепирање на некои од тие јадења и пренесување тука во нашата земја. Зашто не ги применуваме, наша е грешката. Значи, имаме јувки, имаме суви тестенини кои што сами сме ги подготвувале за зимскиот период на различни начини. Имаме пит, имаме зелници, имаме мазници, значи неброен една неброена лепеза на јадења која што за жал ние сами си ги потурнуваме на страна. И најчесто во поново време сите автентични јадења за македонскиот простор сакаме да ги модификуваме на некаков начин во современата кујна. Тоа не е автентично. Значи, ние можеме да му дадеме форма и облик, но изгледот на јадењето треба да се задржи. Погледнете ги странските земји, значи секаде каде што имаме излог на храна, излог зборувам формално, значи да не се свати дека е баш изложена храната, него каде што сакаме да представиме храна, секаде на прв план нивните јадења се. Готвењето е професија во која нема пасивност, а тоа е и првата причина поради која шеф Давид Санџаковски влегува во светот на гастрономијата. За тоа што е денес и се што постигнува како успеси во својата работа, вели дека го должи на неговата мајка, која е одличен готвач. Затоа што секогаш кај нас дома се готвело одлично и секогаш имало некои необични јадења од другите кујни. Па така малку по малку сум навлегувал све подлабоко и сега гастрономијата е една голема љубов за мене. Иначе имам рецепти уште од многу мало, околу 6 до 7 години, каде што сум запишувал од гости кои доаѓале кај нас, како што се, да кажеме, Атина Бојаджи и некои други пријателки со некои називи како што се сиромашен витез, мафијашки сус и така натаму. Како што и претходно кажав, во моето семејство од секојаш се готвело многу добро. Мојата мајка е одличен готвач
и најмногу љубовта имам наследено од неа и исто и ден денес е поддршка за тоа. Сега во денешно време и мојата сопруга одлично готви и се занимава професионално со сладкарство. Во странство работав околу 2 години во многу добри и престижни хотели и ресторани. Од студент по право до мајстор во чија што храна уживаат и најпребирливите гурмани. Искуството за кујната го калеми и во странство и дома. Но каде и да оди, со себе секаде ја носи приказната за македонската традиционална кујна. Интересот на странците за македонската кујна е голем. Исто како и ние кога одиме во странство, секогаш сакаме да пробаме некоја локална кујна. Така и тие доаѓаат кај нас за да пробаат локална кујна, локални продукти и општо македонска национална кујна. Со тоа што кај нас рестораните се уште како македонска кујна нудат најмногу скара, барем во регионот кај нас, и све повеќе и повеќе форсираат меѓународна храна и јадења, наместо тоа да биде, да кажеме, македонска класична кујна и локална кујна, исто сервирана на модерен начин и готвена со посебни нови и модерни техники. Во мојот ресторан, каде што сум јас собственик и работам, моментално имаме баш такво мени и тука се сервира и се готви храната на модерен начин и е баш локална кујна. Шеф Санџаковски многу верува во вкусовите на македонската кујна. Нашата кујна, општо македонската кујна, има огромен потенцијал да завладее не само во Балканот, туку да биде една од најдобрите кујни во Европа. Затоа што ги имаме сите потребни намирници за една добра кујна, ги имаме кај нас. Италијаните успеа од храна за сиромашните да направат бум во светот, значи не постои место во светот каде што нема италијански ресторан, да кажеме. Истото и кај нас. Кај нас исто храната се базира претежно од сиромашниот дел. Ако гледаме, значи, во историјата, македонската кујна се базира на продукти, на локални продукти, со кои само ние треба да поработиме, значи многу добро треба да се работи на нив, за да се презентираат баш како што треба, како што тоа го имаат направено во странство, на модерен начин, со модерни техники, избалансирани вкусови и мислам дека може да преовладуваме не само на Балканот, туку баш буквално да сме една одлична европска кујна. Македонската кујна, светски награди, уникатни вкусови. Љубов во готвењето, сакајќи ја својата традиционална кујна, е формулата за успесите на шеф Санџаковски. Магијата и мирисот на вкусовите и нивниот микс представуваат инспирација за најголемите гурмани. Најдобро никое место се запознава преку пробување на неговата традиционална кујна. Денес ве запознаваме со одредени вкусови и одредени традиционални кујни, па еве што откривме во ова издание на Приказна. Гастрономската приказна за Македонија започнува со претпоставката дека во исхраната се користеле продукти што се добивале од основните занимања на населението на овие простори, како земјоделството и сточарството, но и од она што можело да се најде во природата. Таа било ограничена во поглед на производите, технологиите и изборот за разлика од денешната разновидност. Како земја низ која поминале многу народи, таа почнала да стекнува искуства од нив и да бележи развој не само на културно ниво, туку и во однос на исхраната. Големо влијание врз нашата национална кујна, врз незиниот специфичен облик имаат турците, поради долгиот престој на нашата почва, од каде е доминантното влијание. Создавањето на традиционалната кујна е еден прилично комплексен и сложен процес, кој што постојано се менува и надоградува и секако зависи од многу фактори кои што се случуваат во моментот. Кај нас традиционалната храна е прилично богата и со состојки и со рецепти, и тоа благодарение на разновидниот растителен и животински свет кој пак тука се создал заради релјефните и климатските карактеристики. Освен тоа, како земја која што се наоѓа во центарот на Балканскиот полуостров, Македонија има влијание при создавањето на традиционалната кујна од околните држави, но овој процес е взаемен, така што и нашата кујна има влијание врз нивните кујни и култури и тоа постојано се менува и се обновува.
Секако дека како најголемо влијание мора да се напоменат европската, но и традиционалната медитеранска кујна, кои што оставиле висок импакт кај нас, но благодарение на одредени историски настани ориенталната кујна има оставено свој белег во традиционалната македонска кујна, па така сме дошле до одредена прилично богата и широка палета на производи, на рецепти, од свежа храна па до подготвена, а и до конзервирана храна. Благодарение на поднебието, погодната клима, плодната почва на Пелагонија, Полог, Тиквеш, Овчеполе, Скопската котлина, македонската кујна е богата, разновидна и гурманска, во вистинска смисла на зборот. Најдобрите јаболка се од Преспа и Полог. Тиквешката долина е рај за грозија, лубеници, праски и феферони. Струмичкото поле е познато по раноградинарските култури. Чушките или пиперките, френките, односно доматите, а гравот го има речиси настекаде, иако тетовскиот се наметнува како најпрепознатлив во Македонија. Неверојатниот спој од состојки, кои речиси секогаш се од домашно потекло, извонредните рецепти и македонскиот менталитет резултира со бројни неодолливи јадења. Храната е култура, храната е дел од идентитетот на еден народ, така и на дел од традицијата и идентитетот на македонскиот народ, и како таква треба ние да ја зачуваме, да ја негуваме како јавно добро, да уживаме сите во задоволството од традиционалната храна, но и да имаме одговорност кон нејзино зачувување. Кога зборуваме за традиционална храна, тука не е само значењето за пренос на традициите и знаењето, туку и на локалниот биодиверзитет, на локалните семиња, почитување на локалните раси на домашни животни кои се користат како извор на намирници кои понатаму од кои се подготвува традиционалната храна. Црвената пиперка, блага или лута, која се користи и како зачин, мелена или толчена, и доматите, се состојки без кои македонската кујна не може да се замисли. Нема да сгрешиме ако кажеме дека нема човек кој не вкусил тавче гравче, специјалитет кој се прави од грав во неколку варијанти. Гравчето е вкусно за јадење, но внимателно, има висока калориска вредност. Ајварот и лутеницата може да се консумираат со леп и сирење самостојно, но и како салати или како прилог за одредени видови јадења. Има повеќе, така да речам, од оние турлитава, од пити, месени работи. Борба водам од Скопје, 40 години сум. Значи борба водам од Скопје, права тука X црвени пипери, 300 чуда става, се знае класика што е. Турците највише били уверес и тоа го сакам и баш ми е кејф што тоа прашање го поставивте. Се фрло овче месо, јајца и тесто. Сега почнаа да ставаат сланини, ставаат пршоти, ставаат 300 чуда. Се знае, пастрмалија, ако сака нека, ако не сака пастрма, свинско, чисто со јајца. Тоа е правата пастрмалија, белешка. Од турско. И турлитави, мусики, тоа се знае. Овие што викаат каплама, они викаат дропсарма, каплами. Тие се цари велешки, традиционални турски јадења, македонски. Поради пастиштата и воздухот што го дишат животните, млечните производи од нашата земја се извонредни. Кисело млеко, урда, јогурт, сирење, кашкавал од овчо или кравјо млеко се само некои од типичните македонски деликатеси. Благодарение на поединци, на организации, како што е, например, Slow Food, како и достапноста на одредени информации, дека свесноста за потребата да се зачува традиционалната храна. Македонската погача се прави со овчо сирење и се служи со прилог од овчо кисело млеко. Македонската пита се прави на неколку начини, при што во некои реони ја препознаваат како комат, некаде е зелник, потоа сеченица, суканица, вртена пита и слично. Турлитава. Тутавче, гравче со кобасици. Турлитава е јадење од јагнешко, пилешко или свинско, со домати, пиперки, модри патлиџани и компири. Таратарот, чии состојки се свежите краставици, киселото млеко и лукот, може да се послужи како предјадење или прилог за различни видови јадења. Сармата може да биде завиткана во лисја од зелка, штавеј или листови од винова лоза, а карактеристични специјалитети се и полнетите пиперки и мусаката. Од рибините специјалитети неодолливи се охридската пастрмка, белвиците,
дојранската рибана трска, црвеноперка. Рибата на македонската кујна редовно се консумира со макало од лук, кое пак во местата на брегот на Охридското езеро е усовршено. Ѓомлезе, ѓомлезец, тури потпечи или кашаник, македонското традиционално јадење, символ на кулинарството во Охрид и Струга. Зборот ѓомлезе потекнува од турскиот збор ѓозлеме, што значи обланда. Традиционално ѓомлезето се подготвува само од брашно, вода и сол. Во поново време му се додава и масло и се пече под вршник. Македонија се уште има за среќа живи традиции, благодарение на повозрастните наши сограѓани кои се уште ги практицираат во нивните домови, особено во руралните средини, и ние како организација, но и како општество имаме задача и одговорност да ги зачуваме тие традиции и понатаму да ги валоризираме. Пред се тука мислам на креирање на квалитетна, автентична гастрономска понуда во рамки на туристичката понуда, што значи понатаму валоризација и искористување на традиционалната храна како еден елемент за привлекување на што повеќе туристи, бидејќи и до сега храната е една од причините кои ги издвојуваат голем број посетители зашо дошле или што ги инспирирало најмногу, односно ги воодушевило при нивната посета на нашата земја. Покрај извонредно добрата храна, благодарение на сонцето, македонското поднебје изобилува и со врвни автохтони вина со вековна традиција. Освен вината, карактеристични за македонската кујна се и жолтата лозова ракија и струмичката мастика. Таа е млада и постојано подготвена за нови кулинарски предизвици. Дека подготвува секогаш интересни и вкусни рецепти, сведочат коментарите и реакциите на незината публика која ја следи на социјалните мрежи. Денеска во приказна разговараме со Теа, или позната како Готвиме со Теа. Бидејќи нашата земја Македонија изобилува со најразновидни увочки и зеленчуци кои што ги има низ целиот свет, благодарение на поднебјето кое што го имаме, сонцето и природата ни ги овозможеле да ги имаме тие овошја и зеленчуци. Нашата кујна изобилува со најразлични видови на рецепти кои што се традиционални кај нас, но се направени со овошја и зеленчуци кои што ги има низ целиот свет и затоа во денешно време традиционалните јадења малце и се видоизменети. Ова е вистинскиот предизвик токму Теа да се фрли во истражување на рецептите и презентирање на истите на еден нејзин поинаков начин на подготовка. Нашите традиционални јадења се нејзина инспирација, а за нив вели дека се гордост на Македонија. Да ги спомнеме традиционалните јадења како што се најпознатото македонско тавче гравче, кое што за сите туристи кои што доаѓаат кај нас е многу интересно и специфично, нели? Потоа имаме тука макалото кое што се прави со везената пиперка која што ја има нели кај нас во нашата кујна. Макалото се прави или со лукче или со прас, исто така се карактеристични за нашата кујна. Потоа ни следи ајварот кој што исто така е специфичен за нашата кујна. Качамакот кој што се прави во комбинација со чварки. Киселата зелка нели исто е специфична за нашето поднебје и со неа се прави сарма. Понатаму имаме традиционален зелник кој што е сукан. Имаме на пролет излегуваат сармите од лоза, односно лозата излегува, па тука ги имаме и сармите од лозов лист. Понатаму како следува нели потоплиот период излегуваат зеленчуците, домат и пиперка, правиме најразлични видови на пинџури како толчен пинџур, пржен пинџур. Теа во листата на рецепти со специфичен македонски шмек ја смести и шопската салата, а причина за тоа е, верувале или не, ренданото сирење. Во другите држави ја прават шопската салата, меѓутоа не го рендаат сирењето,
Па заради тоа е малце по-специфично кај нас, затоа што рандането сирење, кое што исто така нели е карактеристично за нашата земја, бидејќи надалеку сме прочуени дека имаме најубаво бело овчо сирење, кое што во другите држави го нема. И сите туристи кои ќе дојдат кај нас обавезно си зимаат за носење едно парче сирење со ајвар и ракија, како едно, да речеме, обележје од нашата земја, кое што им оставило впечаток. Во однос на влијанието на другите кујни врз македонската, најсилно според теа има турската кујна. Најголемо влијание има турската кујна во делот на благите јадења, бидејќи кај нас нема некое традиционално благо јадење кое што го подготвуваме. Тоа се прифатени од турската кујна, како што се кадаифот, баклавата, имаме сутлијаш, оние сите парени благи кои што се традиционални за турската кујна, но сепак во низ годините тие нашите домаќинки ги видоизмениле според нивните вкусови. Благо, солено, луто, сладко, кисело. Тоа се вкусовите кои се препознатливи за нашата традиционална кујна. Вкусови кои дозволуваат промени и експерименти, а тоа можеби е еден од најдобрите адути за таа да продолжи да се негува и од младите и талентирани готвачи како теа. Сите овие рецепти гледачите можат да ги најдат на мојот профил на Инстаграм Готвиме со Теа и на Фејсбук исто така имам профил Готвиме со Теа, така што ако некој од овие рецепти што ги спомнав им се допадна и сакаат да го подготват за да видат нели каков е вкусот, што верувам дека сите го имаат пробано, можат да го најдат рецептот и да си го подготват дома. Пченката е една од најважните култури во нашата земја. Се користи и за произведување брашно, но често пати се користи и како варена со цел да го почувствуваме нејзиниот вкус. Денес во ова издание на Приказна ви откриваме некои интересни факти кои што ви ги спакувавме во артикулација. Останете со нас. Чорба, како име води потекло од турскиот збор чорба. Станува збор за вид густа супа која традиционално се подготвува во евроазиските кујни. Чорбите се прават од разни видови зеленчуци и месо. Македонските домаќинки правеле различни чорби, и постни и мрсни. Порано месото најчесто се подготвувало во чорби, а многу поретко како печено, освен при некоја пригода или празник. Симит погача е од ретките специјалитети што се продава речиси само во Скопје. Тоа е сендвич составен од лепче, кифла и од мрсна пита без фил, која наликува на бурек. Ако треба да ја појасниме, тоа е на некој начин празен сендвич или леп во леп. Во симитот, лепчето се става наут, додека вкусот на погачата е од маста во неа, овча или од кравја. Најпознатото мезе е ајварот. Самиот збор потекнува од турскиот јазик и значи солена икра или кавијар. Ајварот или кавијарот од пиперки се прави кон крајот на летото, почетокот на есента, кога има изобилство од црвени пиперки. Најдобриот ајвар секако е домашниот. Правењето ајвар не е само чинна изработка, туку е еден вид ритуал кој ги зближува луѓето. Шопската салата е едно од македонските традиционални предјадења, а освен кај нас, карактеристична е и за Бугарија и Србија. За потекло се зема регионот околу Шоплук, препознатлив по доброто сирење, кое што жителите го користеле во неразлични јадења. Името го добила според словенското племе Шопи, кој живеело во тој регион. Вистински домашен деликатес во македонската традиција е сармата. Таа може да се подготви со кисела или свежа зелка, со лозов лист или со листови од штавеј. Зборот сарма има потекло од турскиот јазик и значи да се витка. Повторно е јасно отоманското влијание на овие простори. Како неизбежен дел од традиционалната постна трпеза во Македонија се прави и постна сарма. Сарма со ориз во комбинација со мируди и по желба на домаќинката, прас, ореви, нане, магдоност, моркови, печурки. Галичкиот кашкавал е рачно правен на традиционален начин и со географско потекло со единствен квалитет и мирис. Галичани го преработуваат млекото во телеме, суровина од која се издвојува дел за кашкавал, дел за сирење, дел за урда. За да излезе кашкавалот таков како што е, има разни активности. Се соли по 2-3 пати во периодот од една недела, 40 до 50 дена. Се чека да се стопи солта. Потоа кашкавалот се мие и 5 до 6 дена се суши.
Потоа се изнесува на тезги на сонце за да се истонча, да пушти природна маст за да не фати мувла. По сончањето се носи во магацин каде што се денкосува. Тоа е процес кога питите се ставаат една врз друга за да не му власуваат додека зрее кашкавалот. Преку различни видови на македонски јадења, преку различни видови на инспиративни приказни, и денес се обидовме да ви ја доближиме македонската традиционална кујна во ова издание на Приказна. Уживајте во македонските јадења, довидување до следната приказна.